студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на станите на денот. Изгласан законот за прекршоци. Од 1 февруари ќе стасуваат казниот систем од безбеден град. ДУИ и СДСМ гласаа против, но двајца пратеници од коалицијата на Ахмети обезбедија доволно мнозинство. Символ на длабока системска слабост, Вака Филков го коментира случајот со судијата Ѓоко Ристов. Најавува итни законски измени за спас на правосудството. Протест на вработените во пошти, без плати и во субстандардни услови, сведочат на крахот на поштинскиот систем. Уреджи официјално трет мобилен оператор, доделена лиценцата. Сад Русија и Украина на преговори во Абу Даби. Јотова седна во претседателското столче на местото на Радев. Кој гласаше за, кој против законот за прекршоци со кој се овозможува старт на функционирањето на Safe City од 1 февруари, зошто пропадна договорот помеѓу ДУИ и ВМРО-ДПМН за поддршка на ова законско решение. Известуваме во живо во овие вести. Останете со нас. Со 81 глас за и 19 против, пратениците го усвоија законот за прекршоци, со кој се овозможува од 1 февруари да профункционира системот Safe City. Власта обезбеди двотретинско мнозинство без ДУИ и без СДСМ. Кој гласаше за, прашувам Катерина Нешкова. Катерина, со кого се постигна на крајот и двотретинско мнозинство и Бадентерово мнозинство, ако ДУИ буквално во 5 до 12 полукружно заврте кон позициите кои ги има СДСМ? Така е, интегративците на Ахмети по трет пат се предомислуваат по однос на клучните прашања договорени од лидерската средба. Таму со Мицкоски дадоа поддршка на законот за прекршоци, потоа откажа, па повторно се јави пратеничката група да потврди дека ќе гласат за законот за прекршоци за денеска, буквално пак пред седница да се изјаснат дека нема да дадат поддршка за ова законско решение и за Safe City поради тоа што SMS пораките не се на албански јазик, но и заради тоа што сметаат дека законот се спроведува само во 3 града, Скопје, Тетово и Куманово, и според нив тоа не било уставно. Поддршката сепак беше обезбедена, двотретинското мнозинство власта го обезбеди со 6 пратеници на левица, меѓутоа и двајца клучни пратеници од албанскиот опозицијски блок. Се работи за Бејџан Илјас, кој што всушност доаѓа од Демократската партија на турците, но беше во коалиција и е во коалиција со Европскиот фронт на ДУИ, како и Илир Демири, тој пак припаѓа на крилото на алијансата на албанците од страната на села, но тој во изминатиот период покажа знаци дека сака да делува независно во собранието. Овие два гласа всушност беа клучни за да се постигне мнозинство од 81 пратеник, еден повеќе дури и од оние потребни 80 гласа. Имајќи предвид дека двајца пратеници пак од владеачкото мнозинство беа денеска отсутни. Со тоа СДСМ и ДУИ остана осамени во ова гласање, а оваквото двотретинско мнозинство беше искористено и да се избере и народен правобранител, институција која што чекаше на избор на првиот човек на ова тело неколку месеци, имајќи предвид дека беше потребно и Бадентерово мнозинство. Тука Бадентеровото мнозинство повторно беше обезбедено со овие двајца пратеници, но и со пратеници на левица, а поддршка дадоа и оние на СДСМ. Партиските ставови околу овие две прашања и што всушност денес се случуваше на седница, гледаме во прилогот. Две од клучните прашања од лидерската средба што ја свика Мицкоски денеска поминаа во собранието. Законот за прекршоци со што од 1 февруари стапува на сила Safe City и изборот на нов народен правобранител. Двете прашања бараат двотретинско мнозинство, а правобранителот со месеци чекаше и Бадентерово мнозинство. Иако Ахмети и ДУИ во последен момент се предомислија и одстапија од договореното на лидерската средба, Филипче и СДСМ воопшто не присуствуваа на неа. Власта обезбеди двотретинско мнозинство заедно со 6 пратеници на левица, како и со Бејџан Илјас од Демократската партија на турците, кој е дел од фронтот на ДУИ, и Илир Демири од крилото на села во Алијанса за албанците, кој претходно најави независно делување. Законот за прекршоци беше донесен со 81 глас за и 19 против, што беше потврдено и со поединечно гласање на барање на ДУИ. Ние цениме дека овој закон ќе спасува човечки животи. Секако не е законот совршен, секако има многу работи кои што ќе треба да се менуваат и ние очекуваме, такви беа и најавите дека овој закон ќе се менува во ОД, како што ќе
ќе тече нели неговата примена. Ние секако планираме да се вклучиме во тој процес, посебно планираме да се вклучиме во делот околу казнувањето. Демири. За. Бејџан Илјас. Дуи гласаа против со образложение дека не биле сигурни во ветувањата на ВМРО-ДПМН и дека законот е противуставен, бидејќи Safe City ќе се применува само во Скопје, Тетово и Куманово. Вистина е дека седнавме со координаторите на пратеничките групи, која задача произлезе од средбата на лидерите и ние ги разгледавме и ги решивме техничките прашања. Добивме гаранција, меѓутоа сметам дека како пратеничка група не се доволни тие образложенија, бидејќи истите не се спроведуваат во законот. Бевме јасни дека законот е противуставен и тоа го искажавме јасно. СДСМ остана на ставот дека не веруваат во безбедноста на податоците. Сето она што ќе се прибере како податок од камерите на Safe City, нејасно е во јавноста како и на кој начин ќе се чува и може ли да се злоупотребува. Ово го кажувам заради тоа што собирањето на мејл адреси и собирањето на телефонските броеви на сите собственици на патнички моторни возила и на товарни моторни возила генерално во Македонија, правење на една таква база која што исто така може да се злоупотребува е еден сериозен проблем. Набрзо потоа, двотретинското мнозинство беше искористено и за избор на Фатон Селјами од Тетово за народен правобранител. БНТ-ровото мнозинство го обезбедија двајца пратеници на левица, како и Илјас и Демири од опозицијскиот албански блок. Поддршка дадоа и дел од пратениците на СДСМ. Вкупно 95 пратеника, од кои 89 гласаа за, 6 против и нема воздржани. Илјус вкупно гласа 28 пратеника, од кои 20 гласа за, 8 пратеника гласа против и нема воздржани. Констатирам дека собранието го избра народниот правобранител. Власта е задоволна од исходот. Лидерската средба ја прогласија за успешна, а ДУИ и СДСМ за изолирани. ДУИ и СДСМ во брак против животите и безбедноста на граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, коалицијата Али и Венко, денеска заедно на дело во собранието гласаа против проектот Безбеден град. Коалицијата СДСМ и ДУИ се покажа на дело и во опозиција. ДУИ и СДСМ направија брак и во опозиција и застанаа против животите и безбедноста на граѓаните. Покрај законот за прекршоци изборот на народен правобранител, учесниците на лидерската се согласија и за укинување на така наречената пржинска влада пред избори, како и за поддршка на реформските закони од ЕУ агендата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Собраниската комисија за политички систем даде зелено светло за измените на кривичниот законник, но без прифаќање на десетината амандмани поднесени од опозицијата. Опозицијата бараше враќање на стариот член 353, тврдејќи дека со новото решение не е опфатена злоупотребата на службената положба од министри и директори именувани од владата, како и дека има слабости во делот на јавните набавки и конфискацијата на имот. Владачкото мнозинство возврати дека е апсурдно опозицијата да бара враќање на член што самата го укина пред само 3 години. Собраниската комисија за политички систем даде зелено светло за измените на кривичниот законник. Сепак на седницата не беа прифатени десетината амандмани поднесени од опозицијата, со кои се бараше враќање на стариот член 353, бидејќи според нив со новиот член не е опфатена злоупотребата на службената положба од страна на министри и директори именувани од владата. Забелешки има и во делот за јавните набавки и за конфискација на имот. За владачката партија пак смешно е што опозицијата поднесува амандмани за враќање на членот законот кој пред 3 години самите го укина. Со сегашните решенија нема одговорност кај на критичната област, тоа се тендерите. Без силен член 353, тендерската коалиција сака слободно да ги дели државните пари на своји фирми без одговорност. Ово е закон кој што нема да амнестира никого
и кој што ќе може од овој момент натака да ги инкриминира сите оние дела кои што беа претходно избришани. А за другите делови, зашто ние сме одбивале нешто, јас би ве прашал една работа вас. Колку лично вие амандмани имавте во 2023 година? Јас не го гласав тој кривичен законник, амандмани немав, имав закон, предлог, кој што е доставуван многу пати, кој што се однесува на тоа да се зголемат роковите на застареност за 3 пати онолку колку што изнесува казната на делото, а не двоструко, затоа што видовме дека најголем број случаи не застараа за мои сопартици, застараа за ваши сопартици. Јас апсолутно не верувам во намерата на власта дека ќе има одговорност, затоа што ние 35 години гледаме како сите високи функционери ги трошат милионите дали во Будимпешта, дали во Монако, дали во Дубаи, додека овде гледаме театар, колку сте сите испотресени со измените на тие членови, кој правил кворум, кој не правил кворум. Измените кои ги носи собранието се привремено решение кое треба да одговори на барањето на Уставниот суд, кој пред една година побара да се променат спорните измени на кривичниот законник од 2023-та. Министерот за правда очекува целосно новиот кривичен законник да биде донесен до средина на годината. Кривичниот законник ќе биде многу брзо готов со тоа што работевме на усогласување на 4 EU регулативи, така да очекувам дека до јуни месец тој ќе биде донесен. Измените на кривичниот законник од 2023-та со кои значително се намалија казните за злоупотреба на службената положба и донесоа застарување на голем број судски предмети, со години ги критикува и Европската унија. Целосно нов кривичен законник е обврска која Македонија ја превзема и со реформската агенда, но државата не го испочитува крајниот рок на унијата за негово донесување до крајот на 2025-та. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Министерот за правда Игор Филков остро реагираше по скандалот со апелациониот судија Ѓоко Ристов, кај кого беа пронајдени 350.000 евра задзидани во ѕид, оценувајќи дека случајот е символ на длабока системска слабост и култура на неказнивост во правосудството. Филков најавува итни мерки и законски измени за спас на судскиот систем, кој се соочува со сериозен кадровски дефицит, институционална блокада и пат на довербата кај граѓаните. Во фокусот на реформите се новиот закон за Академија на судии и јавни обвинители, поведувањето строг медицински систем и зајакнувањето на отчетноста како клучни чекори за професионализација и враќање на довербата во правдата. Сокриените 350.000 евра во ѕид кај судијата Ѓоко Ристов не се само скандал, туку символ на неказнивост и системска слабост, смета министерот за правда Игор Филков. Настанот не само што ја нарушува довербата во судството, туку го загрозува интегритетот на функцијата судија. Според Филков, по последните случаи со корупција изминатиот период, граѓаните со право се прашуваат каде е правдата, кога предмети за висока корупција со години стојат без разрешница. Случајот со апелациониот судија, кај кого беа пронајдени 350.000 евра, скриени и задзидани во ѕид, не е само скандал. Тоа е символ на длабока системска слабост, символ на култура на неказнивост, молк и меѓусебна заштита што предолго ја разјадува довербата во правосудниот систем. Овој случај дополнително ја нарушува довербата во целото судство. Бидејќи состојбата во правосудството веќе одамна не ги дава резултатите кои граѓаните ги очекуваат, а по проверката на ресорното министерство изминативе 2 години, ни сите судови во Македонија, заклучокот е дека се кубори со кадар и во судовите и во обвинителствата, а тоа се одразува врз ефикасноста на постапките. Министерот Филков доставил известување до финансии со кој укажува на потребата од итни вработувања во судската и јавно обвинителска служба, а подготвен и новиот закон за Академија за судии и јавни обвинители. Со новиот закон се воведува годишен прием во Академијата врз основа на прецизни проекции по судови и обвинителства по апелационо подрачје. Се воведуваат одделни јавни повици, при што кандидатите аплицираат за едно конкретно работно место, или за судија, или за јавен обвинител. Во владина процедура и законот за судска и јавно обвинителска служба, како и законите за плати на членовите на судскиот совет и советот на јавни обвинители. Иако претходно премиерот Мицкоски кажа дека судиите и обвинителите не заслужуваат повисоки плати, бидејќи довербата во правосудниот систем е многу ниска, Филков очекува поддршка од коалициониот партнер за овие закони, бидејќи тие се според реформската агенда и европските стандарди. Според анкетите на МЦМС за корупција во Македонија минатата година, 79% од граѓаните сметаат дека судиите се вклучени во корупција, додека пак 74% истото го мислат и за обвинителите. Тамара Дичевска, Сител телевизија.
ВМРО-ДПМН негира било каков договор со ДУИ за предвремени избори и заедничка влада. Владеачката партија реагира по тврдењата на Ахмети за неформален договор со Мицкоски, кој потоа премиерот не го испочитувал. Од ВМРО-ДПМН тврдат дека Ахмети практично молел да влезе на Илинденска со компромис околу бројот на министри и откажување од спикерското место во парламентот. Али Ахмети кажува дека со председателот Мицкоски пред една година договорил предвремени избори, но не ја кажува вистината за средбата во мојата канцеларија. Пратеничката на ВМРО-ДПМН Дафина Стојановска тврди дека ДУИ биле подготвени на се за да влезат во владата по последните парламентарни избори. Нудеше влез во владата без да бара председателско место во собранието и со прифаќање едно министерско место помалку од тоа што го бараше Влен, само за да биде дел од истата оваа влада. Но ние останавме истрајни во она што беше порака од народот, дека ДУИ мора да оди во опозиција. Друг пат пред да кажува невистини нека размисли добро и нека биде подготвен дека ние ќе кажуваме вистини, пишува Стојановска на социјалните мрежи. Незината реакција следи по интервјуто на Ахмети за TV21 во кое тој тврди дека со премиерот Мицкоски биле договорени заедно со локалните избори минатата есен да се одржат и предвремени парламентарни избори. Për zgjedhjet parlamentare kam biseduar me zotin Kristian Mickovski shumë më herët, para gati një vjeti, mos ma shumë bile. Ndoshta ka ndryshuar më qëndrim zotri Mickovski. Dhe jo, aso kohë jemi dakorduar realisht që në zgjedhjet e tetorit të vitit që e lam pas, të bëhen edhe zgjedhjet parlamentare. Dhe nuk e mbajti fjalën? Dhe sigurisht kanë bërë analizat e duhura si VMRO dhe në takimin e dytë të radhës i paraqiti dy opsione të reja, me shka unë nuk u pajtova ato opsione dhe mbet situata kështu si është zhvillu deri tani. Односите меѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ изгледаа затоплени по последната лидерска средба на која Ахмети рече дека неговата партија ќе даде поддршка за Сейф Сити и народниот правобранител, но на денешната седница гласаа против. Александар Спасовски, Сител телевизија. Каде потврлија договорите со ДУИ за Сейф Сити, зошто не се прифатија забелешките од опозицијата за системот и неговата безбедност, зошто се брза со привремено решение за кривичниот законник. Тема на денот во 19 со пратеничката на ВМРО-ДПМН Ели Панова. Работените во АД Македонска пошта излегува на масовни протести поради неисплатената декембриска плата, предупредувајќи на целосен колапс на националниот поштенски оператор. Синдикатите поставија ултиматум за итна исплата, најавувајќи генерален штрајк доколку кризата продолжи. Во меѓувреме, власта, опозицијата и раководството разменуваат обвинувања за корупција и лошо менаџирање. Во пошта веќе одамна најчестото прашање не е има ли пратка, туку има ли плата. Вработените утрово излегоа на протест, затоа што и овој месец заработеното не стигна на време. Синдикатите велат дека 60% од работниците се на минималец и ни тој не е редовен. Овој денешен протест е знак на револт на вработените, бидејќи е пробиен законскиот рок на исплата на плати во Македонска пошта. Веќе неколку месеци ова не се случува. Ова е трет или четврт месец каде ни касни платата, но овој месец го проби дното. Луѓето повеќе од 45 дена се без апсолутно никакви приходи. 2000 семејства во месец јануари се оставени без приходи, ги пречекаа сите празници без приходи. Генералниот директор на пошта признава дека платата доцни, но уверува дека денеска ќе биде исплатена. Кажа дека проблемот се повторува поради финансиски потешкоти и предизвикани од наследениот долг. Благодарение на ангажманот на владата и управниот одбор, платите за месец декември се обезбедени веќе. Точно е дека оваа состојба се повторува неколку пати во текот на годината. И јас лично покрај тоа што ја споделувам болката на работниците, активно работам на подобрувањето на условите за нив. Нередовната плата не е единствениот проблем на вработените во пошта. Објектот во кој работат наликува на простор наменет за снимање хорор филм. Таванот прокиснува, па жолтите дамки под зидовите сведочат дека секој дожд се собира во кофи.
Светлото е слабо. Грејење рече се и да нема, но затоа на секое ќоше има искршени маси и столици. Куртиши вели дека за ваквата состојба виновно е претходното раководство, кое не инвестирало ниту денар. Планови за подобрување на условите има, но за реализација ќе биде потребна поддршка од владата. Опозицијата критикува. Додека работниците немаат за леп, се делат милионски тендери во пошта. СДСМ веќе го објави скандалот, како фирма на советникот од Знам добила тендер од пошта во вредност од 1,2 милиони евра за чистење. Корупцијата и криминалот на ВМРО Знам ја загрозува екзистенцијата на работниците. Не може да нема пари за плати на работниците, велат од СДСМ. Пари за редовни плати немаше ниту во времето на СДСМ. И во нивниот мандат вработените протестираа неколку пати и обвинуваа дека се распишуваат огласи за административци од кои нема потреба, а недостасуваат поштари, шалтерски работници и оператива. Проблемите во пошта ги покажа извештајот на Државна ревизија, според кој работата тргнала надолу во 2017-та и од тогаш постојано има загуби. Мартин Арсов, Сител телевизија. Првата обоа на Националната опера и балет Татјана Петрушевска обвинува дека е незаконски суспендирана по конфликт со странски диригент Гостин, наместо заштита од менаџментот вели дека добила забрана за влез и казна од 50% од платата. Дел од оркестарот и синдикатот на културни работници застанаа во нејзина одбрана, тврдејќи дека постапката е незаконска и дека раководењето мора да се преиспита. Директорот на институцијата Арсовски ги отфрла обвинувањата, најавува одлука на дисциплинската комисија за случајот и посочува дека подолго време за неа добивал пријави од колеги за недолично однесување и мобинг. Првата обоа на Националната опера и балет Татјана Петрушевска обвинува дека е незаконски суспендирана од работното место поради конфликт со диригентот Гостин и Дуартан Барцумјан. Покавката за време на пробата на 16 јануари за балетот Мадам Бовари, Петрушевска вели дека добила опомена дека не свири по темпо, а потоа и забрана за влез во матичната куќа во која работи 30 години и казна од 50% од плата. Во одбрана на Петрушевска застанале дел од колегите од оркестрот и синдикатот на културни работници, кои велат дека нивната колешка незаконски е суспендирана и сериозно треба да се преиспита раководењето на директорот. Но последнава година дена, колегите и јас сме изложени на тортура, а се тоа кулминираше со забрана за мој влез во Македонската опера и балет и казна од 50% на плата за наредните 6 месеци, кој исто така се повреда на постапката и директорот сам не може да одлучи за такво нешто. Овие негови одлуки се надвор од сите ингеренции на директорот и уште еднаш го докажа неговиот насилнички однос и потребата од докажување надмоќ. Ваквите обвинувања ги отфрли директорот на Националната опера и балет Оливер Арсовски, кој вели дека нема ништо незаконско во постапката, а конечната одлука ќе ја носи дисциплинската комисија. Но тврди дека подлог временски период Петрушевска недолично се однесувала и кон колегите и кон диригентите, зашто била и толерирана. Како доказ покажа пријави од колеги за мобинг кој го правела обоистката. Цело време се однесуваше многу агресивно и кон диригентот и кон одредени колеги и за да може процесот на работа да продолжи, ние отстранивме со суспензија. Значи во дисциплинската комисија има член на синдикатот, има уметничкиот директор на операта и член на оркестарот. Како они ќе одлучат и што ќе одлучат, јас тоа ќе го потпишам. Не преюдицирам што ќе одлучат. Можеби ќе одлучат дека ќе има некаква казна, а меѓутоа никогаш не станува збор за казна со отказ, тоа да сме на чисто. И двете страни најавуваат приватни тужби по навредите и личните квалификации кои си ги упатија. Иако падна во сенка на проблемите во оркестрот, вечерва сепак ќе биде изведен балетот Мадам Бовари по диригентската палка на ерменскиот диригент кој веќе 20 години е гостин на Националната опера и балет. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. One Македонија официјално доби лиценца за 5G и стартува како трет мобилен оператор во државата. Компанијата најпрво ќе почна со услуги во Скопје, користејќи национален роаминг кај постојните оператори, додека паралелно ќе гради собствена автономна мрежа. Со влезот на новиот оператор се очекува крај на дуополот, велат надлежните. One Македонија телекомуникации на унгарски 4G официјално е трет мобилен оператор. Компанијата ја доби лиценцата за 5G радиофреквенција од Агенцијата за електронски комуникации.
Во почетокот, операторот ќе ја користи инфраструктурата на постојните два мобилни оператори, а во меѓувреме ќе гради собствена мрежа базирана на технологија од шведски Ericsson. We will need to work with our competitors on so-called national roaming in the beginning. It's a temporary national roaming. The idea is to launch the network first in our own network in Skopje, but gradually we want to expand and also it's important for our business plan to get out of this national roaming because it's not cheap for us. Компанијата веќе има стратегија за да им ги помати сметките на постојните оператори. Очекувањата се дека во првите 5 години уделот во пазарот на One Macedonia телекомуникации ќе биде двоцифрен. Significant market share, so definitely double-digit significant market share. Now I can't comment on our most sensitive commercial plans, how aggressively, what is our ambitions. You can understand that this is sensitive. Планот е до крајот на март 2027 компанијата да го покрие Скопје со 5G мрежа. До крајот на 2028, согласно договорот, со постојан 5G сигнал без прекин треба да бидат покриени главните патни коридори во државата. До крајот на 2030 сигнал ќе мора да биде обезбеден во сите градови. До крајот на 2032 секој граѓанин да има можност за пристап до интернет преку 5G мрежа со брзина од најмалку 100 мегабајти во секунда. Од АЕК уверуваат дека и покрај тоа што 4G ги доби фреквенциите, државата има капацитет во иднина да прими и четврт оператор. Има, не е невозможно. Тешко, ама има. Има можности за четврт оператор, зашто да не, ако има интерес. Процесот за влез на унгарски 4G почна минатата година, кога преку својата подружница One Macedonia телекомуникации достави официјално писмо за намери до АЕК, каде што изрази интерес за обезбедување достапни радиофреквенции како дел од планот за влез на телекомуникацијскиот пазар. Даниел Василев, Сител телевизија. По протестите и засилените реакции во јавноста со барања за дислокација на цементарница Усија од градското Скопско јадро, денеска Стопанската комора и даде поддршка на компанијата. Смета дека се работи законски и дека доказ за тоа е високото загадување во денови во кои печките били исклучени. Стопанската комора застана во поддршка на работата на Титан Усија. Азески тврди дека компанијата работи строго по закон и е една од најуспешните во државата. По иницијативата за дислокација на фабриката и граѓанските протести, првиот човек на комората порача дека оваа тема потекнува од тие кои не ја разбираат суштината, дека со диалог може да се надминат овие прашања. Во презентацијава денеска се осеќам као да се наоѓам на трибина за заштита на околината, што не мислам дека е дефанзивен поглед на работите и мислам дека многу подобро звучат цифрите за напредок кои се, затоа што ова се работи за мултинационална компанија која што сигурно нема да го стави своето име на барабанот на проблемите во земјите каде што учествува, бидејќи тоа ќе го руши целокупниот имидж на излог. Од компанијата повторно се уверување дека иако цементарницата 2 недели не работи поради редовен ремонт, квалитетот на амбиенталниот воздух бил ист, што според нив е доволен доказ дека Усија не е изворот на загадување. Не сакаа да коментираат за дислокација на фабриката бидејќи не гледаат основ во ова барање. Бидејќи компанијата работи по сите правила на игра и почитува законите на својата правилата на својата еколошка дозвола, кои се построги од нашето законодавство. Јас не би коментирал за некоја дислокација, бидејќи не гледам основите. Ние немаме против отворена дискусија за реално наоѓање на проблемот. Загадувањето во Скопје е мултифакторски проблем. И затоа е несоодветно да се бара решението само на едно место. Отворени сме за дискусија, бидејќи само со решавање на проблемите на вистинското место може да се стигне до решение. Екоактивистите тврдат дека Усија не мери речиси ништо од загадувачките материи што се задолжителни во Европската унија и побараа Министерството за животна средина да иницира измена на дозволата на компанијата. На последниот протест пред цементарницата граѓаните им дадоа жолт картон на Усија и Министерството и побараа конечно да проработи мерната станица поставена од општина Кисела вода, која 24 часа секој ден ќе дава резултати за квалитетот на воздухот. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Вечерва во Абу